Драги преспани, почитувани гости. Прекрасната преспа, која е благословена да биде синоним за првокласно јаболко, и оваа година, на ден Крстовден, на најубав начин му се одолжува на јаболкото. Во неговото одгледување, овој благороден и трудолюбив народ веќе втор век ја вградува својата душа, традиција и култ. Традиционално, на ова место се означува почетокот на бербата на јаболка. Според нашата традиција, овој свечен чин најпрво го поздравува градоначалникот на општина Ресен. Го поканувам господин Јован Тозиевски да ви се обрати. Почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, господин Цветан Трифуновски, почитувани гости од Англија, Малта, Србија, Хрватска, почитуван пратеник, почитувани советници, представници на локалната самоуправа, представници на стопанството, почитувани сограѓани, драги гости, пријатели на Преспа. Со особена чест и задоволство ви посакувам добре дојде на уште едно издание на Преспанскиот јаболкобер. Манифестација која слави Преспа, трудолюбивоста на нашите луѓе и символ на нашата традиција јаболкото. Преспанскиот јаболкобер не е само фестивал. Тоа е празник на нашата историја, нашата култура, нашето земјоделство. Тоа е слика за вековниот однос помеѓу генерациите што го одгледувале јаболкото како начин на живот, како идентитет и како гордост. Преспа отсекогаш била препознатлива по своите квалитетни јаболка. Денес, тие не се само локален производ, тие се бренд, препознатлив далеку надвор од границите на нашата држава. Тоа е заслуга на земјоделците, производителите, вработените во преработувачка индустрија. Сите што вложуваат љубов, знаење и напор да го одржат ова богатство. Тоа се илјадници семејства што живеат од производството на јаболка. Но реалноста денес е поинаква. Цената на откупот не ги покрива трошоците на производителите. Климатските промени ни го напаѓаат трудот како оваа година што имавме случај со мраз. Конкуренцијата го турка нашето производство на маргините. Оваа манифестација е можност да се одаде признание токму на тие луѓе кои се истрајни во тешки времиња за нивната борба со предизвиците климатски, економски и институционални. Како локална самоуправа, остануваме посветени на поддршката и развој на земјоделството и на отворање на нови можности за младите и за идните генерации овде во Преспа. Но за ова потребна ни е помош од државата, а присуството на министерот е потврда за постојаната поддршка и соработка, како и за важноста на овој регион и оваа индустрија за целата држава. Присуството на нашите пријатели од другите држави е знак дека Преспа и македонското јаболко имаат потенцијал да бидат дел од светскиот агропазар и дека преку соработка може да градиме мостови на пријателство, размена и развој. Имам надеша и уверен сум дека оваа година ќе заврши со добар пласман и дека ќе имаме задоволни производители. Како предуслов дека и понатака Преспанското јаболко ќе опстојува како бренд. Нека ни е честит и берикетен овогодишниот јаболкобер. Ви благодарам. Благодарам. Почитуван градоначалник на општина Ресен, почитуван пратеник во Републичкото собрание, почитувани советници, почитувани гости надвор од нашата држава, драги земјоделци, дами и господа. Денеска сум во Ресен, заедно да го одбележиме денот на јаболкопроизводителите кои што го очекуваат ова целата година, почетокот на бербата на јаболкото. Манифестацијата Преспански јаболкобер не е само настан, туку и признание за трудот на нашите вредни земјоделци.
Преспанскиот регион е познат по своите квалитетни јаболка, климатските услови, плодната земја и секако искуството на земјоделците за одгледување на јаболка, кои што се препознатливи не само во Македонија, туку и надвор од нашите граници. Денес од чест ќе го откинеме и првото јаболко кој што ќе го официјално започне и ќе ја означиме бербата на овој наш важен земјоделски производ. Овој символичен чин представува почеток на еден нов циклус на надеж, труд, но и награда за она што цела година се работи. Секој јаболко кој што ќе биде собрано во наредните недели е плод на месеци и денови упорна работа на нашите земјоделци. Како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство сакам да уверам дека владата предложува да биде посветена во делот на поддршката на македонскиот аграр. Резултатите од нашата посветеност веќе покажуваат првични резултати кои што во очија и односно имаат и плод. Само за првите 2 месеци оваа година од минатогодишната реколта се извезени повеќе од 13.000 тони македонско квалитетно јаболко, што е за 82% повеќе од претходната година. Или споредбено во девизен прилив од 2 се зголемил на 5 милиони евра. Во делот на откупот и продажбата на земјоделските производи на ниво на држава, ако се споредат првите квартали од 2025 со првиот квартал од 2024 година, имаме раст, особено кај овоштарството и лозарството од 12%. Податоците во делот на извозот говорат дека во првиот квартал 2025 година имаме раст од приближно 5%, што е еден сериозен показател дека навистина она што изминативе 15 месеци го работиме како влада почнува да дава еден позитивен тренд. Во однос на поддршката на македонските земјоделци можам да посочам дека изминатата недела преку подрачните единици на Министерството започна распределбата на картичките за зелена нафта, онаа модифицирана поддршка која што ја даваме како Министерство со сериозно зголемување на вредноста на истите. На ниво на држава ќе се поделат ближу 46.000 картици кон македонските земјоделци, а токму овдека во Ресен само околу 2066 картици кои што веќе се во една сериозна поделба и ова е една подкрепа која што даваме кон македонските земјоделци. И не само оваа мерка, него изминатите месеци покажавме како влада дека тежнееме и работим на време на исплата на тековните субвенции, го следиме тековниот процес и на производството, но и на откупот на земјоделските производи. Работиме на подобрување на условите за производство, проширување на пазарите и модернизација на технологиите. Можам да кажам дека за многу брзо од сега овдека во Ресен ќе никне една нова фабрика за преработка на овој битен земјоделски производ кој што ќе биде додадена вредност на нас како држава, бидејќи успехот не е само да извеземе примерен земјоделски производ, успехот е да извеземе преработка или полупреработка која што ќе биде дополнителен економски прилив за нашата држава. Изминативе месеци ја започнавме кампањата Македонско најдобро. Сакам да ја спомнам во оваа прилика, бидејќи оваа кампања има за цел да поткрие националната свест, да помогнеме на нашите земјоделци, на нашите преработувачки капацитети, да помогнеме на нашата економија, парите да останат во нашата држава. Зголемување на домашното производство е една од целите, подигање на свеста за квалитетот на оној наш македонски земјоделски производ, но и преработки од истиот, полесен пристап на граѓаните, односно препознавање преку логото кој што го обзнанивме до секој еден производ кој што е од македонско потекло. Со ова се дава можност преспанското јаболко да биде попрепознатливо ширум пазарите и маркетите во нашата држава. На крајот сакам сериозно и од срце да им се заблагодарам на македонските, на нашите вредни земјоделци за нивната посветеност, за нивната макотрпна работа и она кое што сакам да го упатаме како ветување дека и оваа година сериозно и како министер и како влада ќе останеме да го следиме процесот на откупот на овој наш квалитетен и важен земјоделски производ. На граначалникот и организаторите на оваа манифестација сакам да им честитам за организацијата, да посакам денешниот ден да помине во едно добро расположение, да го одбележиме денот како што доликува, да посакам успешна берба, многу здравје и да се видиме наредната година со зголемен род на македонско јаболко. Ви благодарам.